Прво, моје длабоко сочувство до семејствата на починатите, длабоко сочувство до граѓаните на Кочани и длабоко сочувство до целиот македонски народ. Се работи за голема трагедија, која што, се случи јавното обвинителство, откако известено, и јас лично формиравме тим. Јас формирав тим од 5 јавни обвинители, со тоа што 2 јавни обвинители од Основно јавно обвинителство Скопје, еден јавен обвинител од Основно јавно обвинителство Штип и 2 јавни обвинители од Основното јавно обвинителство Кочани. Има и раководител на тимот, дел од обвинителите се на терен, а другиот дел на обвинителите издаваат наредби за одредени процесни действија. Така да во тек на денов ќе се врши увид и ќе се преземаат сите действија околу евентуалните сторители, да речем, на односно прибирање на докази, да видиме кој се пропусти и како настанала дел од незгодата. Прелиминарни информации имате во врска со тоа како настанала ситуација? Во моментов не можам да кажам. Очигледно е дека тоа ќе биде соопштено во текот на денот. Обвинителе, кои се околности ќе се истражуваат во однос на овој кривично правен настан, освен настанувањето како настанал самиот пожар, што друго ќе проверува обвинителството во рамки на своите надлежности? Значи, токму тоа, во моментов, јавните обвинители издаваат наредби во однос на евентуалната одговорност, како вертикална, така и хоризонтална, за евентуалните лица што можат да бидат инволвирани и евентуално на одговорност, да има одговорност во овој настан. МВР потврди претходно дека неколку лица се уапсени. Дали ве имате информација за тоа? Дали веќе со некои се испрашани од страна на обвинителите? Од страна на МВР има одредени лица кои што даваат изјави, така да во теков на денешниот ден од страна на јавниот обвинител ќе бидат издадени наредби. Не можеме да ви кажеме. За кажеме. колку лица станува збор? И тоа не можеме да ви кажеме затоа што немаме конкретни бројки. Има ли снимки од околината? Дали се прегледани? Значи, така во моментов тројца јавни обвинители вршат увид на лице место и ги прибираат сите потребни докази. Дали кажавте за причините стасав со закаснување? Кои се причините што настала? Причините топрва ќе се утврдуваат, затоа што сега само можеме да кажеме дека во овој дел, затоа што се преземаат действија токму врз основа на причините по кои што настанал пожар. Веќе Дошковски имаше изјава дека настанало од пиротехнички материјали што изгореле внатре. Првичните сознанија се такви, меѓутоа во моментов не можеме ништо повеќе да кажеме со оглед дека се врши увид на лице место. Рековте дека се издаваат наредби, може ли барем какви да кажете, колку наредби се издадени од страна на? Значи во моментов се уште се издаваат наредби како во поглед на вештачењата, во преземање на действија и собирање на докази. А согласно кој член од кривичен закон ќе гоните сега? Во моментов ништо не можеме да ви кажеме затоа што тоа е дел на јавните обвинители. Колку јавни обвинители работат на следствие? 5. Во моментов работат 5 јавни обвинители со тоа што со целиот капацитет јавното обвинителство е спремно да преземе евентуално ако има потреба помош. Имате информација дали било соодветно изграден објектот, дали било соодветно обезбеден, дали имало соодветна противпожарна заштита? Имате такви информации? Токму на тие и други одредени прелиминарни зборам се неофицијално. Токму на тие и на други одредени околности се преземаат действија. Ништо повеќе не можам да кажам. Имало дозвола објектов да работи? Пак ќе повторам, се работи на сите процесни действија што треба да се преземат и сите докази. Официјално колку жртви се? И тоа не можам да ви кажам, од она што Последната официјална бројка која е што немам во моментов бројка. Дали во текот на денешниот ден може да очекуваме некакви првични информации и сознанија до кои што ќе Да, се надеваме со оглед дека јавните обвинители во моментов се на терен и вршат увид. А останатите 2 јавни обвинители се тука во обвинителството и издаваат наредби. По колку лица се трага, односно се волат за исчезнати?
Во моментов таква бројка не можам да ви соопштам. Колку имало сношти во објектот, колку лица вкупно? Токму и на таа околност јавното обвинителство во моментот нема такви информации колку колку бил капацитетот и така натаму. Неофицијално станува збор за околу 1500 лица дека биле присутни внатре. Не можем да потврдим затоа што тоа на тие докази ќе работи обвинителство. Кога еве првично би имале конкретни сознанија, официјални информации? Том ќе заврши увидот и ќе се издадат одредени наредби, ќе се сослушаат лицата кои евентуално може да бидат потенцијални наречени. Колку би траело увидот за Овидот нема рок, ќе трае се до моментот кога ќе биде завршен. Семејството што можете да ви кажете во моментот? Реков на почетокот само едно длабоко сочувство, така да можам да им гарантирам дека истрагата ќе биде навистина целосна, ќе биде брза истрагата, така да ќе ангажираме вештаци од сите области, така да ќе ги видиме и причините и одговорноста. Може да биде. Значи имате повеќе лица со кои што комуницирате, не се приведени, туку поканети на разговори. Повеќе од 10. Не можам за бројка да ви кажам, затоа што тоа се во текот на денот имаме поподробни. До сега колку има? Не можам да кажам, затоа што во моментот се слушуваат одредени лица и се Имате сомнеж дека може некој евентуално одговорните или тие што би ги сомничеле да бегаат или нешто такви информации преземени имате? се и во тој дел преземени се мерки, така да мислам дека на таа околност нема проблем.